Учителите се вторите родители на децата, нивни извор на знаење, разбирање и поддршка. Личности кои на најмалите им служат како пример, ги образуваат, воспитуваат, им помагаат секојдневно да растат и да се развиваат за здрав и успешен натамошен живот. Денешниот датум 5 октомври се одбележува како Светски ден на учителите. По тој повод поразговаравме со Виолета Алигега Рамадани, учителка во Основното училиште Единство во Гостивар, која има повеќе од 3 децении работно искуство со дечиња. Зошто мислите сум ја избрала оваа професија? Мислам генетски е. И ако се родам пак, сигурно ќе ме најдете кај учителите. Ова е најблагородна мисија. Да работиш со дете значи е нешто многу убаво. Тие што викаш се најранливи и најискрени. А јас ги почитувам многу. Ги земам така, знам, тие растат, ние старееме. Поубавите случаи се нашите прегрнувања, кога тие имаат доверба во тебе, па кога тие ќе ти се приближат, па и тоа што го јадат и тоа сакаат да ти го даваат. Мислам, овие се ситни работи, а има и други нормално. Кај оваа учителка не може да не се забележи ведрината, позитивната енергија и исполнетоста кога е во друштво на своите ученици. Виолета годинава води оделение со првачиња. Предизвикот е двојно поголем. Освен вообичаеното запознавање, зближување и стекнување на довербата, тука е и ковид пандемијата. Децата и самиот наставен кадар се должни да почитуваат строги правила за заштита. Иако тоа не е лесно, сепак навиките се стекнуваат. Само нормално мора да бидеме внимателни. Учениците веќе знаат дека го имам и внукот, тој е прваче и знае дистанца, маска и миење на раце. И тие знаат и ние се трудиме да одиме според протоколот. Алигега Рамадани потенцира дека успешен учител несомнено ќе биде оној што ги сака децата и има трпение за нив. А една стара мудрост вели: просечниот учител кажува, добриот објаснува, подобриот демонстрира, а најдобриот учител инспирира. Среќен празник, учители и наставници!